Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Пронајдени изгубените планинари од Чешка во местноста Лешница на Шарпланина. Само половина од пријавените деца се вакцинирале минатата недела. Тетовецот Глигор Кондовски ја отвори својата четврта изложба наречена Сфера. Планинари од Чешка вчера се загубиле на Шарпланина, но по спасувачката акција и координацијата помеѓу релевантните институции тие биле пронајдени во реонот на местноста Лешница. Еден од планинарите бил повреден, а целата група броела 7 членови. Успешно завршена спасувачка акција. Вчера вечер на Шарпланина, група планинари од Чешка се изгубиле во местноста Лешница, но за среќа тие биле пронајдени и спасени. Учество во координираната акција од релевантните институции имала и екипа на територијалната противпожарна единица Тетово. Командирот Ука Алити истакна дека кога се работи организирано и координирано, успехот е неминовен. Тој ни ги соопшти и деталите од тоа како изгледала спасувачката акција. Вчера околу 18:30 часот од страна на регионалниот Центар за управување со кризи до територијалната противпожарна единица Тетово добивме информација дека на Шарпланина, кај местото Лешница, имат пријавено дека добиле пријава или СМС некоја си порака од ЦУК дека имат изгубено една група планинари, млади луѓе од државата Чешка. Од наша страна са преземени сите неопходни мерки, значи ние како спасителна екипа една направивме и со едно теренско специјално возило се упативме одма до кај местото, ги координиравме прво работите со регионалниот центар за управување со кризи, дирекцијата за заштита и спасување, СВР Тетово, пограничната полиција од Шапка и брзата помош, значи од болницата Тетово, значи ги координиравме работите и многу лесно ни беше, значи знаевме отприлика знаевме каде е местото кај што ќе успееме да ги најдеме изгубените планинари. Се работеше за еден многу тежок терен горе на Шарпланина. Со наше употреба на нашите сирени и ротациони светла што ги поседуваме на нашите возила, значи ги најдовме. За среќа, еден од изгубените планинари не приметил, трчал околу 1 километар, значи само да ни дава знак дека ете тие са тие што ги баравме. Значи беа 3 женски и 4 момчиња, ги зедовме со наше возило, значи имаја и багаж со нив, бидејќи се пуштиле у една авантура, не знаејќи каде идат, не знаејќи местото, не знаејќи го теренот, без водич, доле не чека и полицијата и амбуланца, и едно момче и една женска, значи тие ги зедоа и да им пружат прва помош доле у Петровската болница, а другите момчиња и женски, овие што беа горе, туристите, ги зедовме и ги однесовме на Попова Шапка. Алити апелира планинарите, домашните и туристите, секогаш да се упатуваат во планина со водич, бидејќи природата, освен што е убава, таа со себе носи и одредени опасности. На крајот потенцира дека екипите од територијалната противпожарна единица Тетово секогаш се во служба на луѓето да помогнат во било каква ситуација, од пожари, поплави, па се до спасувачки акции од ваков тип.
Во Тетово се врши вакцинација со вакцините на Синовак, Pfizer и AstraZeneca за лицата над 60 години. Што се однесува до вакцинација со деца, само половина од пријавените се вакцинирале минатата недела. Процесот на вакцинација се спроведува со Синовак. Кој сака Синовак, не само кој сака, треба над 60 години да примат Астра. Имамо и Астра, имамо вакцина со термини со Pfizer. Тие што аплицирале, не добиле термини, па сега им закажале, а иначе имамо и Синовак и Астра за вакцина. Дека имавме деца со термини од 16 до 17 години, тие ги пројдовме, имавме 70 термини, дојдоа 36 деца примија. Повеќе нема термини за вакцинација на деца? Не, од понеделник натаму ако пуштаат. Моментално нема. Се размислува да се воведат некои рестриктивни мерки за невакцинираните во земјава од септември или октомври, доколку се процени дека ризикот од невакцинираните кон генералната популација е голем, најави министерот за здравство Венко Филипче. За сега не планираме да воведеме никакви рестриктивни мерки, ни на границите, ни тука во рамките на организацијата и настани масовно присуство и така натаму. Размислуваме дали е потребно нешто да се направи во есенските месеци, почнувајќи од месец септември, средината на септември или почетокот на октомври. Ги пратиме искуствата од другите земји. Секаде во светот сега има една дебата, што и како треба да се прави. Размислувањето одат во правец на тоа дали треба да се прави некаква рестрикција во однос на граѓаните кои што не се вакцинирани. Зошто да ги загрозуваат сите тие кои што имаат можност да се вакцинираат, а не го прават тоа од било какви причини. Еве, некои земји воведуваат тестови, брзи тестови антигенски за влез во маркети, места за културни настани и така натаму. Така да размислуваме за тоа, се уште одлука не сме донеле, меѓутоа ако процениме дека ризикот од невакцинираните кон генерално популацијата, вклучувајќи ги и вакцинираните, е доволно голем, ќе воведеме рестриктивни мерки. Жално е што на овој начин ги пречекуваме печалбарите во Тетово, од кој најмногу се развива економијата во регионот. Реагира од политичката партија Алијанса за албанците во однос на големите количини отпад во градот. Пресконференцијата ја одржаа пред православните гробишта во Тетово. Почитувани граѓани на Тетово, драги печалбари, мене ми е многу жал зашто со оваа слика ќе ги пречекаме печалбарите, од кои зависи Тетово, од кои единствени што донесуваат пари за Тетово. Но оваа слика е секаде, овде и во секој човече во Тетово. Јас би сакал да повикам, да ги повикувам свесните луѓе, но и печалбарите, кога ќе дојдат на изборите, заедно, викам заедно, да ја смениме оваа пракса. Оваа пракса не може повеќе да иде понатаму. Овие луѓе што се овде, се свесни дека овде смрди и може да се инфектираме од некоја епидемија. Затоа здравјето на граѓаните е најважно нешто. И покрај дилемите за поклопување на пописот со кампањата за локалните избори, председателот на владата Зоран Заев кажа дека утврдено и датумот на одржување на изборите останува ист, односно 17 октомври. Тој смета дека можно е пописот да заврши и порано од крајниот рок. Датумот, според предлогот од работните групи во кои што учествуваат сите политички партии, е 17. Односно, нема промени на датумот кој што е утврден во самиот изборен законник и досега. Имаше дилеми заради 3 дена поклопување на пописот со кампањата, но на крајот се одлучи 3 дена не менуваат ништо. Пописот е обично активност која што финишира преку ден, кампањите се водат навечер. Впрочем, пописот секој пат се држал 20 дена, овој пат е определен 30 дена. Може навистина да се заврши и порано, и тоа што ќе остане последните 3 дена, затоа што е дефиниран по законот од 1 септември до 30 септември.
а не од 5 до 25 како што беше прво проектирано. Значи има доволно време, така да нема потреба од било какви промени на датумот за изборите. Значи датумот за изборите е 17 октомври. Вчера во музеот на Тетовски крај беше отворена изложбата на фотографии насловена како Сфера од фотографот Глигор Кондовски. Ова е четврта самостојна изложба на Кондовски, а истата љубителите на ваквата уметност ќе можат да ја погледнат по наредните 7 дена. Сфера, вака е наречена четвртата самостојна изложба на фотографот Глигор Кондовски, која што за посетителите беше отворена вчера во новиот објект на музеот на Тетовски крај. Изложбата се состои од 32 фотографии, на кои се прикажани пејсажи и стари градби од повеќе места низ Македонија. Фотографиите се изработени во црно-бела техника, за да им се даде доза драматичност на фотографиите. Убаво е посветено. Покрај најблиските пријатели, нормални роднини, дојдоа и луѓе кои што сакаат да погледнат и фотографија. Изложбата насловена е како Сфера и тоа се текстурално црно-бели фотографии кои изгледаат помалку носталгично и се генерално фотографии од напуштени куќи, планини, од езера, значи генерално направени се во Македонија. И отприлика тоа е темата, значи сферата како еден круг на сопствено битисување, како нешто што не одделува од природата. Од каде ви е инспирацијата токму за вакви фотографии? Па инспирацијата е од самата природа, самата Македонија, што еве секојдневно сме ние сведоци на тоа дека ја напуштаат земјата, напуштените села, напуштените куќи, значи сето тоа е голем дел од инспирацијата што се направи оваа изложба, затоа е насловена Сфера. Изложбата на фотографот Кондовски е реализирана со финансиска поддршка од Министерството за култура, а сите љубители на ваквата уметност оваа изложба може да ја погледнат во наредните 7 дена. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 23 часот и 20 минути полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово лишиле од слобода 32 годишник и 39 годишник двајцата од Гостивар, затоа што кај нив бил пронајден хероин. Тие биле задржани во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следи соодветен поднесок. Вчера во 18 часот во полициска станица Тетово 40 годишникот Тетово пријавил дека околу 50 минути по полноќ на улица Борис Кидрич неговиот малолетен син и уште 6 негови другари биле физички нападнати од едно лице кое при нападот користело и метален предмет. Се работи на расчистување на случајот. Околу 1 часот по полноќ во полициската станица Гостивар било пријавено дека 35 годишничка од Гостивар, додека простирала алишта на балконот, изгубила контрола и паднала на бетонската подлога пред зградата. Таа била пренесена во ургентно оделение во медицинскиот центар Гостивар, каде биле констатирани тешки телесни повреди. Се работи на расчистување на случајот. Вчера во 14 часот и 55 минути на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар, полициски службеници од полициската станица Гостивар лишиле од слобода 23 годишничка од Република Хрватска, затоа што физички нападнала полициски службеник кој извршувал службени дејствија. Таа била приведена во полициска станица Гостивар и по целосно документирање на случајот против неја ќе следи соодветна пријава. Утринава во СВР Тетово било пријавено дека во 6 часот и 25 минути на автопатот Гостивар Тетово во близина на село Жеровјане настанал пожар на мотоцикл со швајцарска национална ознака, управуван од 29 годишникот село Челопек. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Тетово, а повредени лица нема. Увид на местото извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во 13 часот во полициската станица Гостивар 24 годишникот Гостивар пријавил дека од дома се оддалечил неговиот 47 годишен војко од Гостивар. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Тренерот на фудбалскиот клуб Тетекс Славчо Георгиевски информираше што е следно во подготвителниот период за екипата. Тој најави уште еден контролен надпревар и 8-дневни подготовки во Охрид. Наредната недела имам уште еден контролен надпревар. Противникот е да видиме дали ќе се остари, поради тоа што има некои одложување на надпреварите. Имаме договорен уште еден надпревар, потоа заминуваме на 8-дневни подготовки во Охрид, каде што ќе играме против екипата на Гостивар и екипата на Воскас, во очекување на надпреварот со Вардар. Поради густиот распоред ќе видиме тоа
со датите како ќе биде. Добри надпревари, играме против противници кои што ќе ни бидат и во наредната сезона. Мислам дека никогаш не била посилна оваа втора лига Запад, каде што едни тимови со најголеми традиции, најголемите наши клуби, Вардар, Тетекс, Силекс, Охрид, знаете појачувањето во Воска, Беса, Гостивар, Кораб, ќе биде многу тешко, но нема предавање, имаме млад, конкурентен тим, се надеваме дека ќе бидеме спремни да одговориме на сите предизвици. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.